Почитувани гледачи на К3 телевизија, добродојдовте на ракометниот напревар од женската Суперлига помеѓу ракометарките на Куманово и екипата на Прилеп. Интересно, овој напревар се игра по барање на прилепчанки. Куманово го игра како гостинска екипа, меѓутоа да се надеваме дека нашите ракометарки ќе успеат да забележат победа на стартот на овој шампионат. Меѓутоа мора да напоменеме дека екипата на Прилеп е искусен состав кој веќе подолго време игра во Суперлигата. Па од тие причини, со подршка на публиката и пред се со добра игра на нашите ракометарки може да очекуваме поволен резултат на овој напревар. За ракометарките на Куманово вечерва ќе настапат Митевска, Николовска, Марковиќ, Стојановска, Паневска, Зафировиќ, Пеевска, Боризовска, Дичковиќ, Пецевска, Милановска, Петковска, Јанеска, Карамфиловска, Поповска и Трајковиќ. Тренер на екипата на Куманово е Зоран Јосимовски. За екипата на Прилеп Крапеска, Митревска, Ѓорѓиевска, Наумовска, Конеска, Рипиловска, Димитрова, Богеска, Јаковлевска, Канчевска, Прамовска, Свакировска и Аџулешка. Тренер на екипата е Дисовска Жане. Еве го првиот напад за ракометарките на Куманово. Започна на преворот, инаку овој напревар се игра во салата на средното училиште Перонаков. Знаете, поради долгот кон Евана, напреварите во салата не може да се играат, таму нема електрична енергија, па поради тие причини овој напревар се игра во оваа сала, кој исто така има добри услови за одигрување на еден напревар. Го следиме првиот напревар на ракометарките на Куманово со број 10. Тоа беше обид на искусната Пеевска. Имаше таму прекршок, нов напад за Кумановки. Повторно Пеевска. Се обиде таму Марковиќ, уште еден удар од 9 метри. Инаку на преворот го следат некаде околу, по моја процека, 100 до 150 гледачи. И сега лоша комбинација на ракометарките на Куманово. Прв напад за екипата на Прилеп. Со број 8 Богеска. Комбинираат прилепченки. Добар прекршок на Марковиќ. Ево сега прва можност за екипата на Прилеп, 1:0. Со број 18, тоа е прв гол за кривото од Трајковска. Веднаш се обидува нашите ракометарки да вратат, меѓутоа нема ништо тоа. Уште една брза контра и веќе Прилеп води со 2:0. Втор гол на Трајковска. Мора да напоменам дека на овој напревар екипата на Куманово е доста ослабната. Поради повреда нема тројца клучни играчи. Маја Ивановска, Кристина Пеевска и Ангела Борчевска. Се очекува овие три ракометарки да се вратат во најскоро време во екипата на Куманово. Напад за Кумановки со број 19. Таму имаше груб прекршок, 9 метри. Карамфиловска беше во налет. Боризовска, Пеевска. Уште еден удар на Пеевска и добро брани голманот на Прилеп. И еве шанса прилепчанки да поведат со 3:0. Мирно организираат овој напад. Добро прекршок. 9 метри за Прилеп.
И сега непрецизен удар. Тоа беше обид на Аџулеска. Еве, шанса конечно Куманово да го постигне првиот гол. Помина речиси 4 минути, меѓутоа нашата екипа никако да проработи во нападот. Да видиме дали овој напад ќе биде конечно ефективен. И уште еднаш одлично брани голманот на Прилепчанки. Таму биеше со мислам дека тоа беше Наумовска. Напад за Прилепчанки. Девет метри. Екипата на Прилеп игра доста мирно, не брза во нападот, се чека поволна ситуација за удар. Уште еден добар прекашок, на време беше сопредна коментарката со број 8 Елена Крстевска. И тоа е прекашок во напад. Пеоска. Може малку се забрза сега играта. И повторно брани голманот на Прилеп, да видиме, и нема прекашок. Сега протестираат домашните односно навивачите на Куманово, меѓутоа судиите велат дека немало елементи за ударот 7 метри. Доста слабо играат во нападот ракометарките на Куманово, барем за сега. Да се надеваме дека ќе биде подобро во продолжението на овој напревар. Да видиме што ќе донесе овој напад на Прилеп. Трајковска. Ова е најопасната ракометрака. Ги постигна сите 3 гола за екипата на Прилеп и ќе мора ракометарките на Куманово да внимаваат малку повеќе на неа. А сега нова грешка во нападот. Помина 6 минути, меѓутоа Куманово се уште не постигна гол. Крстевска. Сега ги минуваат местата. Да видиме, нов прекршок. Аџулеска беше фаулирана. Крстевска. Дали имаше дека двојно водење на топката, сепак судиите не се огласија. А Прилеп има нов напад. Крстевска. Аџулеска, Крстевска. И ова веќе подигната рака на судиите. Пасивен напад. И каков гол сега прима домашниот голман. Со број 9 Митровска беше стрелец. А она што е најважно, Прилеп веќе има 4:0 и нова грешка на ракометарките на Куманово. Ќе мора малку да се смират, да се сконцентрираат. А Прилеп полеко оди во нов напад. Аџулеска и сега судиите велат имало прекршок во напад. Да видиме дали ќе се развие брза контра, меѓутоа судиите велат дека топката мора да се врати назад. Дали конечно дојде време Куманово да го постигне првиот гол. 8 минути се ракометарките на Куманово без гол, а Прилеп води со 4:0. И каква грешка сега, сепак судиите велат дека имало играње со нога. Мислам дека премногу брзаат
ракометарките на Куманово. Еве нов прекршок. Фаулирана беше Боризовска. И мислам дека по вистински момент тренерот Зоран Јосимовски побара тајмаут малку да ги смири своите ракометарки кои очигледно никако не успева да ги поврзат своите редови во овие први 8,5 минути на преворот, а сето тоа Прилеп го искористи и води со 4:0. Има уште многу да се игра до крајот, меѓутоа најважно е екипата на Куманово да се консолидира и да игра малку потечно и по-ефикасно во нападот. За разлика од нив, прилепчанки играат одлично и за сега држат све во своји раце. Имаат солидна предност, која пак ќе кажем уште еднаш не мора да значи ништо, бидејќи има да се игра уште многу до крајот на овој напревар. Инаку екипата на Куманово во подготвителниот период одигра серија пријателски надпревари на кои прикажа завидна форма. А да видиме како ќе се одвива првиот надпревар во суперлигашката конкуренција. Пеоска. И еве да видиме конечно гол. Одлично одигра Пеоска и Боризовска и еве гол, првиот гол за Куманово. Намалена предност на 4:1. Напад за Прилеп и од крило доста лукаво, би рекол, поентираше ракометарката со број 9 Митровска. Незин втор гол, Прилеп води со 5:1. А еве го и првиот жолт картон на напреворот поради прекршок. Пеоска, Боризовска. Одлично. Одлично одигра Боризовска, многу лукаво, многу паметно. 5:2. Мислам дека е потребно малку да зиграат поагресивно во одбраната ракометарките на Куманово и дека секи биде во најдобар ред. Нападот колку толку функционира, барем за сега, меѓутоа во одбраната нема многу добар учинок и еве права успешна интервенција на голманот на Куманово. Можда за брза контра, нема прекршок таму, судиите велат напад за Прилеп. Сопрена беше Трајковска. Инаку на голот на Куманово е Јаневска. Лошо одиграно од страна на Прилепчанки и да видиме сега Боризовска повлече напред. Пеоска го нема незиниот гол се уште. Ова треба да биде 7 метри, така е. Седмерец и во едно жолт картон. За Митреска. 7 проф пенал за Куманово. Викторија Пеоска. Еве го незиниот прв гол. Пет спрема 3 води Прилеп. Сега ги смени местата. Трајковска е на позиција на бек. Прекршок и жолт картон. Со број 5 за Марковиќ.
Одлично изработен напад и мора да се признае Прилепчанки ја изигра одбраната на Куманово. А Митревска го искористи тој момент и го постигна својот втор гол. Меѓутоа веднаш враќа Пејовска. Многу е важно Викторија Пејовска да биде во својот елемент на вечерашниот напревар. Одличниот бек на Куманово. А Ѓулеска, да видиме, добре, нема 7 метри, 9 метри за Прилеп. Со број 2 кружен нападјач во екипата на Прилеп е Канческа. И сега треба очекуваме секој момент судиите да ја подигнат рака, бидејќи мислам дека овој напад предолго трае. Така е, подигната рака и тоа е прекршок во напад. Да, очигледен фаул. Еве можност да се намали предноста на само еден гол разлика. Не треба да се брза, треба да се организира сега мирен напад. Пејовска, изворена комбинација и одлично одиграно, би рекол лукаво, а сето тоа го користи кружниот нападјач Марковиќ, нејзин прв гол. Полека, но сигурно се стопи предноста на Прилеп, а сега ти имат само гол разлика 6:5. Трајковска, а Ѓулеска. Одлично пресече Борисовска, мислам дека може да се организира контранапад, така е. Да видиме, гол. Одлична реакција во одбраната на Борисовска, а тоа го користи Трајковиќ, нејзин прв гол. И еве Куманово успе да изравни на 6:6, полека но сигурно се враќа во ритмот на овој напревар. Екипата на Прилеп е искусен, стар, долгогодишен суперлигаш, составена од искусни ракометраки. Оваа екипа, и мислам, реков и во најавата дека на Куманово нема да му биде лесно, ако се земе во обзир дека не настапуваат 3 стандардни ракометраки. Меѓутоа, оваа млада и талентирана екипа покажа мината сезона дека има огромен потенцијал, дека се работи за млади талентирани ракометраки кои допрва оваа сезона треба да го кажат вистинскиот збор во суперлигашкиот караван, а нема сомнение дека тоа може да го прикажат на терените во Македонија. Она што е најважно на овој напревар, од убедливото водство на екипата на Прилеп, сега Куманово се врати комплетно во напревар и сега имаме резултатски егал 6:6. Мораше да побара тајмаут гостинскиот тренер Жане Дисовска, бидејќи имаше голем пат во играта на незината екипа. Напад на Прилеп. Уште една одлична интервенција на голманот на Куманово. Меѓутоа сега, би рекол, брзоплето реагира ракометарките на Куманово. Многу е важно и голманот на Куманово Јанеска да почне да брани. И тоа ќе биде еден од клучните фактори на овој напревар. Одлична игра во одбраната. Тоа е многу важно да се игра до крајот на овој напревар. Трајковска, а Ѓулеска. Трајковска и нова грешка.
Брзо се Ѓулеска, сега одличен контранапад и ефектна реализација. Уште еднаш во елемент кружниот нападач Марковиќ. Тој е нејзин втор гол, а сега има таму исклучување, најверојатно поради протест. И сега екипата на Куманово има ракометарка повеќе и шанса да ја зголеми предноста. До крајот на првиот дел уште нешто повеќе од 13 минути. Сега Куманово во одбраната 5-1. Одлично уште еднаш Јаневска. Ова е нејзина трета одбрана едно по друго. Има сосема доволно време да се организира мирен напад, да се реализира и да Куманово ја зголеми предноста на 2 гола. Да видиме. Пеоска, Боризовска, прекрасен гол. За сега клучен играч во екипата на Куманово е плеймейкерот Боризовска, која игра одлично не само во нападот, туку и во одбраната. Прилеп веќе подолго време не успе да постигне гол, а Куманово полека но сигурно гради предност за продолжението на преварот. А Ѓулеска одново греши бекот на Прилеп и повторно овој пат во улога на кружен нападач Боризовска. Тој е веќе нејзин 4-ти гол. 9-6 за Куманово. Само тако нека продолжат нашите ракометарки и мислам дека нема да имат проблеми на овој напревар. Меѓутоа не смее да има опуштање, мора да се игра до крај, максимално борбено и ангажирано. Прекршок сега за Прилеп. Сега екипата од Прилеп е комплетна и уште еднаш Јаневска одлично брани, меѓутоа имало таму контакт. 7 метри за составот од Прилеп. Да видиме кој ќе бие. Уште еднаш прекрасна интервенција на Јаневска. Браво за голманот на Куманово. Добива и подршка и од публиката и од клупата. Да видиме сега нов жолт картон. Признаваат ракометарките на Прилеп дека направиле прекршок. Боризовска, Папеоска. И лоша комбинација. Малку одиграно на памет од Викторија Пеоска. Екипата на Прилеп веќе подолго од 5 минути нема постигнато гол. Еве да видиме сега удар и повторно Јаневска ја прочита намерата на гостинската ракометарка. Да видиме Пеоска. Добро поигрување. Паметен потез на Пеоска. А реализација на Пецевска, овој е нејзин прв гол. 10-6 води Куманово, а ќе потсетам уште еднаш, екипата на Прилеп водеше со 4-0. До крајот на првиот дел, нешто повеќе од 9 минути. И повторно Јаневска брани. Нов брз напад на Куманово. Прекрасен гол, браво.
Марковиќ беше стрелец, нејзин втор гол. 11:6. Некако екипата на Прилеп го загуби концептот во нападот, играат доста неповрзано, со многу грешки, со лоши додавања, без идеја. А она што е најважно, Куманово заигра многу поагресивно во одбраната и сето тоа резултира со овие 5 голови преднос. А Ѓулеска. Одличен блок на Пеоска. И грешат ракометарките на Прилеп. Ова се оди во прилог на Куманово. И уште еднаш Пеоска, маестрален потек. А реализација на Марковиќ. Нејзин трет гол. Пеоска имаше неколку успешни асистенции. 12:6. Прилепчанки одат во напад во опит да постигнат гол по многу долго време. Нема поминување покрај Марковиќ, цврсто во одбраната. Дали имаше чекори? Да. Грешка на Крстевска беше тоа. И еве нова шанса, рутинирано, елегантно. Гол нов за Куманово, 13:6. Тоа е прв гол за Паневска. Се обидува тренерот на гостите со постојани измени нешто да смени. Меѓутоа не оди, сега нова грешка во серија на ракометарките на Прилеп, а не успеа овој контрнапад, меѓутоа треба се проба и вакво нешто во овој напревар. И сега делуваат премногу збунето, би рекол, ракометарките на Прилеп, меѓутоа и Марковиќ греши. Мислам дека не треба да се брза, имаат Кумановки 7 гола преднос, имаат себе во своји раце и треба само мирно и рутинирано до крајот на првиот дел, а остануваат уште 5 минути и 40 секунди, а нов прекрасен гол на Марковиќ, 14:6. Нејзин четврти гол. Барем првиот впечаток е дека ова екипа на Куманово добро стартува во суперлигашката конкуренција, одлична игра. И сега страотен удар, имаше среќа сега голманот на Куманово Јаневска, Марковиќ. Да видиме дали ќе има гол. Пречка на спротивната страна. Останува 14:6. До крајот на првиот дел 4 минути и 30 секунди. И нова грешка, видите
Како брз воз Боризовска, 15:6, 9 голови предност за Куманово, најубедлива разлика до сега. А Боризовска го постигна својот пети гол на вечерашниот напревар. Дали сите дилеми се решаваат уште во првото полувреме? Доколку остане вака на полувреме 9 голови разлика, мислам дека екипата на Прилеп нема што да бара во продолжението на овој напревар. Но во спортот се е можно, да се чекаме, да видиме. Јаневска продолжува да брилира на голот, а сепак еве гол за Прилеп, мислам дека после 10 минути игра. А го постигна Трајковска. Нејзин четврти гол. Боризовска па. Имаше таму мал ситен прекршок. Со број 12 фолирана беше Димковиќ. Марковиќ. Тоа е удар од 7 метри, сосема исправна одлука на судиите. Да видиме сега кој ќе го изведе ударот. Мислам дека Марковиќ, да. До сега прикажа одлична игра, да видиме сега дали ќе биде прецизна. Да. Топката на едната страна, голманот на друга, 16:7 води Куманово. Марковиќ, пети гол. 2 минути и 12 секунди до крајот на првото полувреме. А Ѓулеска не се разбра со својот кружен напаѓач. Боризовска уште еднаш брза контра и одличен гол. 17:7. Боризовска шести гол, а Куманова продолжува да го полни голот на Прилеп. 10 голови разлика. Имаше таму прекршок, малку судиите задоснија во својата одлука, има и жолт картон. Со број 9 Зафировиќ. Да, ова ќе биде удар од 7 метри и веднаш се виде дека имаше класичен прекршок, а ударот ќе го изведе Аџулеска. Да видиме дали Јаневска повторно ќе успее да одбрани. Статива. Втор промошен удар од 7 метри за ракометарките на Прилеп. До крајот на првиот дел уште 25 секунди, сосема доволно време да се организира мирен напад. Боризовска. И грешка од ракометарките на Куманово. Дали ќе има гол, да видиме. Да. 17:8, буквално во последните секунди од првото полувреме и тоа е крај на првиот дел кој ракометарките на Куманово го решаваат во своја корист. 17:8, убедливи 9 голови предност. Да се надеваме и да очекуваме дека Куманово ќе знае да ја сочува оваа висока предност и да ги освои првите бодови во Суперлигата. Сега следи пауза од 10 минути, па продолжуваме со второто полувреме од овој за сега неинтересен напревар.
на Куманово против екипата на Прилеп. По првото полувреме екипата на Куманово има убедлива предност од 17:8, а ќе почетам уште еднаш. Нашите ракометарки започнаа катастрофално, губеа со 4:0, нема постигнато гол 6 минути, меѓутоа се средија, изиграа многу подобро и еве првото полувреме го решија во своја корист со 17:8. 9 голови се добра залика за продолжението на напреворот, да се надеваме дека ќе продолжат со такво темпо и во овие втори 30 минути. Инаку, почитувани гледачи, ќе почетам уште еднаш, ни реков и во нашите информативни емисии, дека оваа сезона К3 телевизија ќе ги емитува сите напревари на екипата на Куманово во суперлигашката конкуренција. Го следиме првиот напад на екипата од Прилеп. А Ѓулеска, тој е главниот организатор на играта на составот од Прилеп. Во првото полувреме во екипата на Куманово Боризовска, Пеоска и Марковиќ беа творци на добрата игра. Еве сега уште еднаш одличен напад, меѓутоа штета немаше среќа Боризовска. Сакаше на ефектен начин да го заврши овој напад. Останува 17:9. Имаше таму еден мал ситен прекршок. Нема решение и повторно делува збунето плеймекерот Ѓулеска. Никако не успева да ги поврзе редовите на својата екипа, иако мора да кажем дека во првите 10 минути од напреворот одлично играше плеймекерот на Прилеп. Сега Митреска, уште еднаш Ѓулеска, Митреска и убав гол. Во второто полувреме првиот гол го постигнуваат прилепчанки. Видиме напад за Куманово. Марковиќ. Таму во сендвич. Паневска. Боризовска. Одлично. Многу паметно, многу лукаво игра Боризовска. Нејзин шести гол, главниот мотор во екипата на Куманово. Со многу решенија индивидуални во секој момент. Марковска, Ѓулеска. Има тука прекршок за жолт картон. Судиите не мислат така, да видиме сега. Да, конечно жолт картон. И сега мислам дека Марковиќ треба да биде малку повнимателна. Може да заработи исклучување. Ѓулеска. И еве, конечно исклучување. Ова беше некако очекувано. Ракометарките на Куманово зигра малку повеќе агресивно во одбраната. И Марковиќ ќе одмори 2 минути. Играч повеќе за Прилеп. И одлична одбрана. Браво за голманот на Куманово. Сега на голот на Куманово на местото на Јаневска е Димковиќ. Пеоска. Боризовска. Пеоска. Нема причина да се брза.
И тука треба да има 7 метри. Да. Класичен прекршок. И да се надеваме дека не е ова некоја посериозна повреда. Исклучување сосем оправдано би рекол за Аџулевска, премногу нервозен плеймейкерот на Прилеп, а се укажува лекарска помош. Малку незгоден пат беше тоа од свртување. Поминаа 6 минути во второто полувреме. Куманово има убедлива предност. И еве сега аплаузи. Добре. Ке мора Паневска малку да се одмори, а да видиме ударот 7 метри за Викторија Пеовска. Рутинирано, прецизно, 19-9. Викторија Пеовска го постигна својот четврти гол. Сега двете ракометарки, односно двете екипи настапуваат со ракометарка помалку на теренот. И одлично брани Димковиќ, голманите на Куманово на вечерашниот напревар. Се во елемент, а сега уште еднаш тоа беше обид неуспешен на Крстевска. Во секој момент Куманово ќе биде комплетно, ќе се врати во игра Источината Марковиќ. Имаше прекршок. Фолирана беше Петковска, Пеовска, Боризовска. Немаше таму проигрување. Не успеа Петковска да ја прифати оваа топка. Прилеп оди во напад. Инаку во овој состав на Куманово, да го забележиме само овој гол, 19-10. Прецизна беше Митровска. Нејзин четврти гол, сега нова грешка на ракометарките на Куманово. Аџулевска и сега една мала мини серија на Прилепскиот состав. Прв гол на Аџулевска, а воедно исклучување и за Боризовска, 19-11 води Куманово. Помина 7 минути во второто полувреме. Значи, да завршим претходната мисла, во најискусни ракометарки во екипата на Куманово се Боризовска, Паневска и Викторија Пеовска. Тие се на некој начин и носители на играта на Куманово. Ева сега чиста ситуација, меѓутоа брани голманот на Прилеп. Одлична интервенција беше тоа на Ивана Наумовска, а на спортивната страна Викторија Пеовска направи прекршок. Аџулевска. Да видиме. И сега нов удар од 7 метри.
Публиката протестира, смета дека судиите не се во право. Меѓутоа, седмерец за Прилеп. Прецизна е Трајковска. Нејзин пети гол. Трае серијата на Прилеп од 19-9, сега намалија на 19-12. Да видиме што ќе донесе овој напад за Куманово. Дали конечно ќе постигнат гол. Сега со нова бековска постава на теренот. Марковиќ биеше, меѓутоа немаше среќа. Прилеп оди во нов напад. Бековската тројка на Прилеп, Крстевска, Марковска, Ѓулеска. Некако прилепчани ќе играат премногу слабо по крилните позиции. А Ѓулеска одиште беше спречена од Боризовска. 20 минути до крајот на надпреварот. 19-10, односно 19-12 се извинувам води Куманово. Нов прекршок. Ѓулеска и одлична интервенција Викторија Пејовска. Асистенција и гол. Собре 19 Карафиловска. Нејзин прв гол и еве Куманово по мала криза успее да постигне гол. 20-12. Некој ќе посетам уште еднаш, овој направар се игра во салата на средното училиште Перо Наков. Требаше да се одигра во спортската сала, меѓутоа знаете дека неколку месеци веќе таму нема електрична енергија. А прашање и кога воопшто ќе има, па поради тие причини дел од екипите се принудени да играат во оваа сала, која пак за среќа ги исполнува условите и може да се играат првенствени напревари. Сега грешка, Трајковска. И маестрална интервенција. Честитки за голманот на Куманово. Димковиќ кој брани навистина во голем стил, а доби удар во главата и сега навистина ги заслужи овие аплаузи. Уште еднаш ќе повторам, голманите на Куманово вечерва се одлични на голот. Марковиќ. Пејовска. Лоша комбинација, меѓутоа Боризовска одлично ја пресече ова топка. Пејовска, браво. Дваесет 12. Пејовска веќе постигна 5 голови. Чиста ситуација и тоа е удар од 7 метри, овој пат сосема оправдано. Таму беше турнат курџниот нападјач на Прилеп Конеска. А да видиме сега Трајковска дали ќе биде прецизна. Успеа да постигне гол. Мислам дека ова е единствената светла точка во ракометниот состав на Прилеп. До сега постигна 6 голови. Марковиќ бие. Одлично брани голманот на Прилеп.
Наумовска. Мислам дека Наумовска многу подобро го чува голот за разлика од нејзината колешка од првото полувреме. Ѓулеска. Фаулирана беше Крстевска. Митровска, Ѓулеска. Трајковска сега во улога на бек. Се работи, би рекол, за универзална ракометрака која може да игра на повеќе позиции. Ѓулеска. Ова е 7 метри, да, сосема јасно и 2 минути ќе има најверојатно. Да видиме што ќе кажат судиите на крајот. Фаулираше Пеовска, не сепак 2 минути за Боризовска. Ова нејзино второ исклучување и ќе мора да биде малку повнимателна до крајот на овој напревар, а до крајот уште 17 минути. (21-12) води, односно 13 води Куманово. Инаку во овој природен рок екипата на Куманово ангажира само една ракометрака и тоа од екипата на Металург, доведена е Магдалена Јаневска. А единствено клубот го напушти Наталија Зафировиќ, додека, како што реков и на самиот почеток, ова е млада и талентирана екипа која има огромен потенцијал. Имаше одредени проблеми пред почетокот на сезоната, пред се од финансиска природа. Меѓутоа сега клубот е стабилизиран и да се надеваме дека до крајот на првенството ќе успеат да бележат успеси барем на домашен терен. А сега аплаузи за ракометарката на Прилеп, која се жали на повреда и ќе мора да го напушти теренот. Види удар од 7 метри. Трајковска е немилосредна, не греши. (21-14). 7 голови предност. Добра залиха за финишот на овој напревар. Пеовска. Марковиќ. Одлично свртено на спортивната страна и браво. Изворено решение на Викторија Пеовска. А Карафиловска го постигна својот втор гол. 22-14. 8 голови предност за Куманово. Во второто полувреме салата полека се исполни. И сега ова е неверојатно промошување, чиста позиција. Така наречен зицер, меѓутоа не успеа да погоди Мери Конеска. Имаше прекршок врз Марковиќ. Сега во игра како организатор на играта е младата Поповска. Поповска. Имаше претходно прекршок. Марковиќ.
Пеевска. И проектил на Викторија Пеевска. Неодбранливо. (23-14) и сега едноставно принуден е гостинскиот тренер Жане Дисовска да побора тајм-аут. Ништо ново и во второто повреме. Куманово ја одржува ова голема предност и останува само до крајот со една паметна и смирена игра да ја сочува стекнатата залиха и на радост на највачите да ги забележи првите бодови во суперлигашката конкуренција. Ќе потсетам дека мината сезона во првата лига екипата на Куманово имаше одлични напревари и добри резултати и на крајот Супериорна го освои првото место и се врати во Суперлигата. Реално тука и местото на оваа екипа. Сега останува во ова малку посилна конкуренција овие ракометарки да стекнат уште поголемо искуство, би рекол и знаење, и да се обидат да остварат што подобар пласман. Аџулевска, Трајковска комбинација, сопрена од Марковиќ. Сега предолго трае во напад на Прилеп, премногу комбинаторика, а Трајковска единствената светла точка во екипата на Прилеп го постигна својот 8-ми гол. Сега одлично брани голманот на Прилеп, Пеевска. Немаше позиција за удар. 23-15, чиста позиција. И мора да го пофалим и гостинскиот голман Ивана Наумовска, која би рекол слободно, ако не беше на голот на Прилеп, сега ова разлика ќе беше уште поголема. А во овој момент 23-15 води Куманово. Добро решение. Убав гол на Митревска, нејзин 5-ти гол. Сега Марковиќ е прецизно. Марковиќ 6-ти гол. Интересен податок, во досегашниот тек на овој напревар, само 3 ракометарки во екипата на Прилеп беа стрелци на головите од 15 вкупно. Фросина Трајковска 8, Митревска 6 и Аџулевска 1. Другите ракометарки не постигнаа ниту еден гол. Девет метри за Прилеп. До крајот на преварот 12 минути и 20 секунди. 24 Куманово, 15 Прилеп. А сега би рекол една почетничка грешка на Митревска. Најверојатно во финишот на преворот тренерот Зоран Јосимовски ќе им укаже шанси на другите ракометраки. Прекрашок. Фолира на Трајковиќ. Марковиќ. Добро замислено, меѓутоа нереализирано. Може да се организира сега веднаш брз против напад. Трајковиќ. Одличен гол. Втор на вечерашниот напревар. А се кажува
досегашниот резултат кој гласи 25-16 за Куманово. Ѓулеска, Трајковска. Добро е затворена. Во текот на целиот напревар, главниот организатор на екипата на Прилеп добро е чуван. Не може да се развие играта, а сега Трајковска во елемент. Тоа е веќе незин 9-ти гол. Он е најефикасниот играч на напреварот. Со број 9 биеше Зафировиќ, не успеа. Откривна позиција, малку тешка ситуација. Меѓутоа, лукаво решение на Лилија Ритиловска, а воедно тоа беше незиниот прв гол. И сега страотен удар, меѓутоа топката се одби до Петковска, која го постигнува првиот гол на напреварот. Тренерот Зоран Јосимовски ги одмара сега Боризовска и Викторија Пеовска, а и нема причина да се уигра, бидејќи Куманово има 8 голови разлика на 9 минути до крајот на напреварот. Аџиоска и сега лукаво решение на Митревска. Незин 6-ти гол. А сега нов голман во екипата на Куманово. Добро што тренерот им дава шанса на сите ракометраки и тие да го почувствуваат овој напревар. Имаше прекршок. Фолирана беше со број 9 Зафировиќ. Марковиќ. Поповска, па Зафировиќ. Уште еднаш Поповска. Имаше таму прекршок. Трајковска фолираше. Кружен нападјач во екипата на Куманово, во овој момент е Петковска. И одлично решение. Имаше дилема дали да бие веднаш и да влезе уште повеќе во рекетот, меѓутоа на крајот одлично решение на Зафировиќ, кој го постигна првиот гол на вечерашниот напревар. 27-19 води Куманово. Аџулеска. Прекршок. Иако Куманово води со 8 голови разлика, тренерот Зоран Јосимовски постојано бара да се игра агресивно во одбраната, максимално борбено и до крајот пожртвовано. Мислам дека веќе треба судиите да реагираат, премногу трае овој напад. И уште еднаш Трајковска прецизно. Незин 10-ти гол. Зафировиќ, Трајковиќ, Зафировиќ, Марковиќ е фаулирана. Марковиќ, одлично си уфали Стојковиќ и лесна реализација, без проблеми.
28-20 води Куманово, 6 минути до крајот на напреворот и убав гол. Мора се признае, убаво биеше. Втората расположена ракометарка во Прилеп, Митреска. Језин 7 гол. 28-21. Марковиќ, еве сега чиста позиција. Немаше среќа. Биеше Стојановска. А Ѓулевска и уште еднаш прекрасна интервенција. Овој пат на Димковиќ, која се врати на Куманово. Не треба да се брза. 5 минути до крајот е одлична предност. Фаулирана беше Трајковиќ. Петковска е сега кружен нападјач. Не стигна оваа топка до Марковиќ. А Ѓулевска, Трајковска, Митреска. Има шанса екипата на Прилеп во финишот на овој напревар да ја намали оваа убедлива предност. И голманот на Куманово едноставно не дава да постигнат гол прилепчанки. Нова блескава интервенција на Димковиќ. Марковиќ, чиста позиција и прецизно и силно. Марковиќ 7 гол. 29-21. Полека може да го сумираме овој напревар. Куманово ќе ги забележи првите бодови. Радува колку толку оваа игра, ќе потсетам уште еднаш дека недостасуваат 3 ракометарки кои ќе се вратат во екипата, тоа ќе биде сосема поинаков тим. Повредените Маја Ивановска, Кристина Пеовска и Ангела Борчевска се очекува во блиска перспектива да се вратат во екипата на Куманово. И кога ќе биде комплетиран овој состав, мислам дека ќе може да даде уште повеќе на првенствените напревари. И оваа екипа, многу млада, талентирана, го покажа својот потенцијал на овој напревар. Најстара ракометарка во оваа екипа на Куманово е Викторија Пеовска, која има 23 години. И тоа доволно кажува дека овој состав може уште неколку години да игра заедно и да донесе радост на кумановската спортска јавност. За екипата на Прилеп може да кажеме дека одлично го почна овој напревар. Поведе со 4-0. Меѓутоа, од тој момент па еве до крајот остануваат уште 3 минути. Прилепчанки нема едноставно решение во нападот. Направија премногу грешки, а има и многу малку расположени ракометарки за игра. Само 3 беа ефикасни во нападот, додека другите потфрлија во целост. А Ѓулевска имаше таму прекршок. Трајковска. Тоа се чекори. Добро го виде ова судиите. Марковиќ има отворен простор и нема да пропушти да реализира. Марковиќ 8 гол. 30-21.
2 минути и 30 секунди до крајот на преворот. Некои ракометарите на Куманово треба да стартуваат во првата лига и тие ќе го играат својот напревар во салата на средното училиште Перонаков. Да ја посакаме на нив успешен старт во новата сезона. Марковиќ и одличен гол. Тешка позиција, но се пак судиите велат дека имало претходно прекршок. Па така овој гол на Петковска нема да важи, а да видиме сега 7 метри за Зафировиќ и многу непрецизно. Триесет, 21, 1 минута и 20 секунди до крајот на овој напревар. Добра интервенција на Димковиќ. И сега немаше среќа. И гол. Добро, се заврши овој напад успешно. Со број 15 Петковска, нејзин втор гол. 31-21. 10 голови предност. Ќе потсетам уште еднаш екипата на Куманово во првото полувреме во еден момент имаше и 11 голови разлика. Одлична акција, штета. Немаше гол. И сега да видиме Марковиќ, Зафировиќ, Поповска. Исто така млада и талентирана ракометарка, бекот на Куманово Поповска, меѓутоа сега шанса за прилеп Трајковска. И ова е крај на преворот, значи конечен резултат. Само уште да се изведе овој удар од 9 метри. 31-21, тоа ќе биде конечниот резултат за екипата на Куманово. Првите бодови се остварени во Суперлига. Прва победа за Куманово. Честитки за ова екипа. Да се надеваме дека во продолжението ќе продолжат со вакви добри игри и ќе придадат нови радости. Најефикасно во екипата на Куманово Марковиќ со 8 голови, додека во екипата на Прилеп Трајковска 10 голови. Ќе почнем уште еднаш интересно. Само 3 ракометарки во екипата на Прилеп постигнаа голови. И тука нека да лежи причината за овој убедлив пораз. Почитувани гледачи, ви благодарам за на екипа на Куманово. Ви посакувам пријатен ден со програмата на К3 телевизија.